Враќање на средната класа во Македонија, ова беше едно од главните ветувања со кои СРСМ дојде на власт. Без силна и обемна средна класа не може да има демократија, кога изборен глас се купува за 500 денари, стои во предизборната програма во 2016-та. Нашата клучна цел е зголемување на доходот на домаќинства што живеат под долната граница на средната класа или во средната класа, со намера обезбедување на бројна и економски стабилна средна класа. Дали едно од клучните ветувања со кое партијата дојде на власт колку толку се исполни? Синдикатите велат не. Средната класа е еднаква на нула, вели првиот човек на Синдикатот за индустрија, енергија и рударство Игор Герасов. Ако во поранешната држава некој можел со гордост да каже дека е работник, сега тоа повеќе не е така. Ако можело да има за храна, облека, да се отиде на каков таков одмор, да не се брои секој денар, сега состојбата е далеку од розова. Ретко кој работник може да си дозволи да оди во кино или театар, речи си и да ги нема колективните летувалишта и детските одморалишта. 20.000 денари, другиот 20 со 40.000 денари, како ќе го школува тоа дете, дали ќе отиде на театар или во кино, тоа не постои за македонските работи. Да не збориме спорски напревари и било кои други манифестации што се одржуваат во државата. Ние сме веќе 30 години независна држава, значи можам слободно да кажам дека ние сме цело време во криза, цело време во некои рецесии, сега ќе тргне, утре ќе тргне, задутре ќе дојде, значи и мислиме дека кај нас нема криза, ние сме константно во криза. Според минималната потрошувачка кошничка на синдикатот, на едно 4-члено семејство само за најосновните потреби му требаат над 50.000 денари. Тоа значи дека на 20 родители со 2 минимални плати му недостасуваат дури 14.000 денари за да го поминат месецот. Инфлацијата која достигна 18,7% дополнително ги изеде платите. Реално таа плата е многу мала моментално во Македонија. Ако кажеме дека издесувавме како ССМ 18.000 минимална плата за еден вработен, со 20% инфлација, верувајте дека подобро да кажеме така, подобро да останеше пред покачување, а да немаше толкава инфлација. Просечната плата не значи дека некој е припадник на средна класа. Иако таа меѓу другото е и лично чувство за добросостојбата на домаќинството, се смета дека некој е во средна класа, ако откако ги подмири основните трошоци за храна и домување, на семејството му останува уште 1/3 од парите за трошење. Тоа значи дека ако едно домаќинство потроши 50.000 денари на основни потреби, треба да му останат уште 15.000 денари. Едноставно, двајца родители треба да имаат вкупни приходи од 65.000 денари, односно секој да има плата од 32.500 денари. Дури 70% од вработените не ги достигнуваат овие примања. Најголем дел од работниците земаат плата под државниот просек. Власта за џабе се фали со просечна плата од 500 евра за да постигне политички поени. Според универзитетскиот професор Лазар Јовески, реалната просечна плата во земјава е 21.000 до 22.000 денари. Дури 35% од вработените се пријавени на минималец, а голем е бројот на работници кои се принудени да враќаат дел од платата назад кај газдите. При тоа високото ниво на просечна плата го подигаат фирмите во главниот град. Во помалите градови од внатрешноста состојбата е драстично различна, а примањата на работниците помали. Медијалната плата не се зема во предвид и таа се движи негде околу помеѓу 20-21.000 до 22.000 денари, тоа ја одразува реалната состојба во државата. Се уште за жал дел од вработените и таа минимална плата од 18.000 денари ја враќаат назад на работодавачите. На овој или на оваков или онаков начин, тоа покажува дека голем дел од нашите граѓани, од нашите работници, од вработените не земаат дури ни минимална плата. Едноставно, во Македонија граѓаните се или богати или сиромашни. Идејата за влез во така наречената средна класа и натаму останува далечна желба за многумина.